За утре е закажана седницата на која што единствена точка на дневен ред ќе биде прашање за доверба на актуелната влада. Пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата се спремни за дискусија и за изнесување на сите факти и аргументи против владењето 10-месечно на актуелната влада на Република Македонија. Господин Данев, веќе се знае дека немате доволен број на пратеници за да се добие тоа. Има зошто цело ова го правите? Ние апелираме до сите пратеници во текот на утрешното гласање пред себе да го стават интересот на граѓаните на Република Македонија, а не партиските и личните интереси. Ако тие интереси се напред и ги водат при гласањето за довербата на влада, убеден сум дека ќе имаме над 61 пратеник. Данев Мицковски изјави и очекување и вие пред празниците дека на владата ќе биде изгласана недоверба. Имате ли од некои пратенички групи веќе навестување дека би ве поддржале? Јас очекувам поддршка од сите пратеници, уште еднаш ќе повторам, на кои што државните интереси им се пред партиските и личните интереси. Најавивме можност за интерпелација, да помине прво ова прашање за доверба на влада, па ќе дискутираме понатака и за останати дејанија во собранието на Република Македонија од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата. Ако не се гласи недовербата на власта, дали ќе се вратите во собрание да ги продолжите законите за кои веќе се договорени? Мислам дека е јасен и дециден ставот на ВМРО ДПМН дека од утре се враќаме во собранието на Република